Najnovite податоци се многу лоши. Дури 83% од ќоток од присемените насилства е врз грбот на жените. Во просек тепани се 2 жени дневно само врз основа на пријави, но предпоставка е дека оние кои се плашат или се срамат да го пријават насилството е многу поголем, можеби и 3 пати од официјалната статистика. Нејбриваците се плашат од мажот после па да не малтретира. Страв е над муште повеќе да не биде лошо, да не ги претепат. Кријат. Зошто? Поете така, ради авторитет за деца, за тоа и така. Ова е проблем кој зема се поголем замав, а неговото решавање се гледа во поддршка. Потребно е економско јакнење на жените жртви за да можат да бидат самостојни во период кога се завршуваат постапките за нивна заштита, да не се враќаат назад во насилните заедници поради финансиски причини. А исто така потребно е и да го искористуваат што повеќе правото на придружник. Каде и на кого жените треба да се јават во случај на насилство, секако тоа е SOS линијата за жени која е активна 24 часа. Но сето ова е по ќотекот. Но прашањето е како да не дојде до него. Имаме кампања 16 дена борба против семејно насилство, со кој што се охрабруваат жртвите на семејно насилство и се едуцираат како да пријават, до кои институции да се обратат и кои права ги имаат согласно новиот закон. Што и да е, треба да се прави бргу, зашто само лани имало 4482 поплаки за насилство, од кои 543 се на подрачјето на СВР Штип. Овде се поднесени и 157 кривични пријави за насилство врз жени. По општини најмногу има во Штип 73, Кочани 43, Виница и Свети Николе по 11, Проби Штип 9 и Берово 4. Меѓу нив, освен пијани, се повеќе има и нервозни мажи кои креваат рака на своите сопруги. Некој како во Кавадарци из Летово, случаите ги решија крваво. 6 жртви во само 2 случаи.